Јас, човекот тука, колегата, фино и внимателно го изслушах и неговото е можда со закаснување, но најнапред ќе кажам за неговата дискусија, треба да отидне на повисоко ниво и дај проблем да се гледа, согледа и разреши, а не тука. Јас това тука ме разочара, јас во мојот живот сум бил на хикс различни типове на седници. Ние сега и тука право си го покажахме пред гостите това нашето македонското. Право ќе се скараме, ти не чиниш, јас не чинам. Не така. Човеко внимателно, ако го слушахте... Молим? Конкретно за прашање површено со студијата. Конкретното... Чекай сега. Оставиме сега малку. Сега доживеахме да дојдеме на една средба, која средба јас не сум доволен општо така од целина. Зашто? Се дадеа тука, човеко ги даде, нели, инструкциите на проекто. Пред една година, може да и нема, имаш исто така, се ќе се виде, ќе се рачуна, ќе се воде сметка. Исто и сега за мене е така. Да ви кажам, јас за штучката река, јас сум од село Штук. Јас сум прост човек, јас најповеќе имам одено козар, не сум политичар. И тутун сум брал. Да речеме, ќе се изготват проекти, брани, каскади тука, на некој начин, да, това е така. Дали се замислува тука, се подкажнатава, и они може замислят, човеко фино кажа. Таа река Штучката 1935 година е фатило дош таков, ако толку вода падне за време на работата на руднико, тие неговите брани и прлевите води, знаете дека ќе отидат на Цар Самуилов двору и цело Струмичко ќе биде испрлено. Кој ќе го пери и мие после това? После од Евромак, од Република Македонија, кој ќе се тогај на власт, ќе доваѓат, ќе сликат, ќе бројат колку има умрни од Штука, Секирни, колку има од рак заболни, ќе си прават студии, илустрации. Това така ќе биде, другарчина мој. Затова фино детето, јас го поздравувам, немој да се надразнуваме право. Нека това нещо се още не е ни почнено ни ништо. Да оде на највисоко ниво на Република Македонија, на Министерство за екологија, там да седнат малку повистински луѓе и да видат што со таа работа. Оти ние тука, јас сега не еките да ме слушате, ети ти право ми викаш конкретно, ќе питам јас, ќе биде рудник или нема да биде рудник? Не. Штука и Илвица, ние сме едно големо нешто тука. Не сме ние 20 куки. Дали они замислят, по мене јас си викам дека, ако руднико е толку вреден, има некои своји богатства, нас там 2000 жители на Акал не труват, а ти ние ќе изумрем за 10 години од рак или нешто друго. Значи, тука има многу голема работа. Треба тоа да се размисле, треба тоа да се изработе как треба. И јас ти викам, од кога почнаа првите такво подготовки за руднико, ниту во една прилика не сам, а имах захтиви на пратеници, на одредени, од тогај на вам две структури се менат политички. И немах никаква можност да бидам присутен, бар да слушам ако нешто не кажам. Од високите органи наши, од еколошко. Ние пред одредени години со Велес, ситуацијата кога настана во Велес, црната сценарија, најновиот закон во Македонија нели гласаше така? Од 5 до 6 километри до секој населено место, нито еден никаков објект, дури ни за штипки залишта не смее да се постави. А ние на колку метра на Штука и Илвица ќе правиме рудник на бакар и злато? Дали това некој го размислува? Или само секој гледа да се спроведа кај нас? Многу работи на ме ми личуваат така. Јас сум од една фамилија во Македонија, малку имам некои корени и на мене ми е жално сега как гледам ситуацијата во Македонија. И сега па и сакаме нешто да си посадим. Човеко, јас мислам, внимателно требаше да си слуша и слушајте го и давам предлог неговото искажување, не се нервирајте никој. Не го спречувам да се отиде. Така.